Почитувани љубители на културата, литературата и уметноста, добре дојдовте во емисијата Астрорум. Овие пандемиски услови донесоа многу несреќи и многу загуби, меѓутоа има некои позитивни страни. Предпоставувам дека позитивен момент е што оние позаборавени жанрови испливаа на површина. Станува збор за монодрамата. Пред некое време видовме една во Драмскиот театар, а неодамна и во Македонскиот народен театар. И тоа ги носеа многу силни женски ликови, кои што нурнаат длабоко во женската психа. Сега имам чест и задоволство да разговарам со Звездана Ангеловска, која што се појави на сцената на Македонскиот народен театар во представа работена заедно со Маријан Нечак. Знаеме дека овој автор носи секогаш мултимедијален пристап и Звезда совршено се вклопи во него. Нема повеќе да ви откривам, туку ќе и посакам добре дојде во емисијата Астрорум. Добре дојдовте, Звезда. Благодарам на поканата и добро ве најдов. Кажете ми, Звезда, еве да обично со гостите разговарам хронолошки и ги навраќам во најраното детство, но ние ќе почнеме од денешниот момент. Живееме чудни времиња, но како и после сите тешки времиња доаѓа ренесанса. Вие блеснавте на сцената на Македонскиот народен театар во една нова улога, која што е навистина тешка. Треба да ја исполните сцената со целата ваша енергија, да го задржите вниманието на публиката и да поентирате на крајот. Се ви успеа. Кажете ми нешто повеќе за вашата најнова продукција. Значи, оваа продукција веќе се одвива повеќе од година дена на покана на авторот на овој проект, кој што се вклучува како режисер на оваа представа, Маријан Нечак. Ја работевме онлайн и да најавам дека и официјално оди како дуо драма, бидејќи снимениот глас е на Никола Ристановски, односно тоа е иста улога која што е толкова и која што е огромен предизвик. Никола Ристановски ми од класа и така е ова една средба на колеги, односно велам колеги вклучувајќи го Нечак, бидејќи одамна се познаваме со него не само како композитор, тој соработувал со многу театарски и филмски режисери. Онлайн пробите тече можда интересно, бидејќи авторката е Нина Плавањац, млада авторка, и бе воодушевена од незиниот богат јазик, ајде да кажам, драмски јазик, така да се изразам со оглед на тоа што знаев дека се работи за релативно млада авторка, меѓутоа како што и таа изјави некоја стара душа. А предизвикот ми беше бидејќи се работи, како што видовте и вие, за еден жанр кој што се дефинира како музичка драма, така ја нарече самиот автор, но тоа е комуникацијска опера, исто имаше такви најави од негова страна додека траеше процесот. Се работи за еден вид на музичка партитура, каде што говорното дејство на актерот е подредено на таа музичка партитура и е огромен предизвик да сте ставени во такви рамки кога ја вршите таа изведба. Иако изведбата на сцена е секогаш, таа интерпретација подразбира некоја слобода, кога се работи за
poinakva ili, ajde da kažeme, normalna dramska predstava, iako v teatru i to kako postojat zakonitosti. Što nije ni ta sloboda, samo nije međusobno akterite si ja znajme i režiserite. Zato evo mi se sluči i u ovoj period od sobstvenata karijera da imam predizvik, znači doda mi so jedan čekor ponapred, što je ubavo, zato što to me vrati da bidam, odnosno da bidam kako na početok. Znate, ne znate kakov će bide rezultat, tukaj isto podrazbiraš interpretacija na songovi, na muzički songovi koji što iziskuvate jedno aktersko pejenje. To podrazbira isto jedan vid poinakva specijalnost. Mnogo mi na, ne znam, i v nekoj stranski akademiji imati, neguvati tako vid na teatri kako poseben odjel za akterite koji što se specijalizirati so takva edukacija i potom работать во tako vid na teatri. Звезда, јас случајно или намерно, простете, ја нареков монодрама, бидејќи вие бевте со физичко присуство на сцена, не сметајќи го балетанот кој што се појавува нели еден легитимен лик во делото, во драмското дело. Меѓутоа бевте и изведувач и диригент практично. Вие моравте да се справите со сите извори на снимени гласови, на видео пораки. Сигурно не беше лесно да се координираат сите нешта, при тоа да се има концентрација постојано и да се има тензијата која што држевте со нас публиката. Во таа смисла, дали ви е ова прво такво дело комплексно, справувајќи се со различни дигитални, аналогни извори на звук, светлина и на друг вид на пораки? Да, prvo ovakvo delo su to što vo dalečnata 2002, odnosno 2003 godina, kada što Marija Nečak isto taka beše avtor na projekt od Poveza Sonječka vo režija na Blagoj Micevski, kada bev na scenata so Gabriela Petruševska i tamo beše napišana slična, govoram po forma, muzička partitura i tamo beše nekako taka monodramska forma. No ovakvo iskustvo nisam imala, бидејќи se raboti za jedan kompletno sovremen projekt koji što gi sodrži site elementi koji što gi spomenavte i vije v odnos na novi formi, na komunikacija, kada što realizmot znači zamenet isprepletkan so novite tehnološki momenti i plus režiserski otrakopis na Marijan Nečak go iziskuvaše toa novo iskustvo. I kada što treba site ti elementi da se vklopat, može bi bev vo prednost, бидејќи imam, ajde, da često pati sam go kažuvala to, дека imam završeno i srednjo muzičko obrazovanje ili nižoto učilište i srednjoto muzičko obrazovanje, što znači дека imam nekoja osnovna muzička podloga, ili ja se svirev i violina. Znači, baraše takov tip, treba da imate preduslovi. To je moje lično mišljenje za ovakav tip na žanr, za teatarska predstava. Jaz gi gledav i prethodnite projekti na Marijan Nečak, koji što go napravi vo Hrvatska, so prvi od ovoj tip so Ozren Gabrič, Dnevnik od naludiot, potom napravi so slovenskata produkcija Da, devojčeto so žicite i ovo je veke tret projekt i koja gi prašav i niv kolegi se zapoznavme ovde na izvedbite i bev ljubopitna, videki bev oduševena isto od njivnata interpretacija i kreacija.
ги прашав дали имале музичко образование, затоа што ја знам тоа да го видам пред се, да го прочитам, како се справувале тие. Па да, едниот ми рече дека имал, едниот актер, односно говорам за словеничката продукција, за Девојчето со жиците, некакво познавање од свирење на пијано, што драго ми е, јас лично многу ја љубам музиката и таа е основен елемент исто и во театарот. Ние знаеме музиката е временска уметност, но секое действие е исто така временска уметност. Во театарот тече времето и секој звук, секоја драма си има свое време. Така да, актерите тоа многу добро го знаат и режисерите што значи времето и не е само музичката уметност како уметност дефинирана во времето, туку таа се претопила во многу повеќе други уметности. Вие практично и ми го земавте прашањето и ми дадовте форшлаг да ве вратам во тие денови на музиката и на школувањето, но не ме чуди зошто беше толку добра соработката со Маријан Нечак, бидејќи самиот музичар и бидејќи еден од главните адути на неговите представи, зошто е толку универзално препознатлив и успешен, а од друга страна и иновативен надвор од границите на Македонија и конечно дочекавме да видиме и домашна продукција. Вие ги споменавте драмите, овие музички драми ќе ги споменав и јас. На вистина и вие сте едно девојче со жиците, споменавте, свиревте виолина. Кажете ми, кога се случи тој порив да влезете во актерските води, а пред тоа да ми кажете малку за музичкото образование. Зошто не продолживте во таа насока, бидејќи знаеме дека виолината е кралица на музиката, дека не секој може да свири виолина, мора да си има одличен слух, чувство за музицирање и така натаму и така натаму. Претпоставувам дека ги имавте предиспозициите да продолжите и на музичката академија. Од каде актерството? Па јас потекнувам од актерско семејство, нели? Мојот татко беше актер, но моите предиспозиции како дете кој што пеев многу и тие ме запиша во музичкото училиште и ме одредија одсек виолина, каде што ја започнав на 6 годишна возраст кај една исклучителна професорка господја Билјана Гаврилска. Тие тогаш беа познато виолинско дуо, може би се сеќаваат публиката од тогашната бивша Југославија, Братоеви, нејзиниот тогашен сопруг Божидар Братоев. И тие беа едни од професорите кои што предава во нижото и средното музичко училиште, кои што ги вадеа едни од најдобрите класи виолинисти. И ја имав таа среќа да бидам, меѓутоа тие заминаа во Лион на покана за да работат тамо. И потоа јас бев во класата на едно време бев кај покоен професор Љупчо Соколов, кој што ме држаше една година, ми држаше часови, иако предаваше виола, додека да ме земе во класата професорката Зоја Марковиќ. Завршив, матурирав во нејзина класа и продолжив уште и понатаму и признавам дека бев и во првата генерација на професорот Михајло Кофојанакис. Значи, ја поминав и првата година од академија, од музичката академија. И се откажав многу интересна приказна, која што многу често, а може и не така често, но се случува поготово кај уметниците кои се бараат. И само што го дадов годишниот испит, кај мене тлееше љубовта многу за театарот. Вежбав виолина, давав се од себе, знаете како инструменталист треба многу дисциплина, треба посветеност, така и го поминав и средното музичко училиште, така го поминав и своето детство со вежбање виолина. Тоа е исто како во спортот. И сакав да се обидам
na fakultetot za dramske umetnosti, koje što беше голем шок за моите родители, особено за татко ми, кој што се надеваше дека е како актер, кој што знаеше дека театарот е исклучително тешка професија и он беше пресреќен тогаш дека ете јас имам една преубава професија, музика со универзален јазик, каде што ќе патуваш во светот, ама очигледно дека децата не ги исполнуваат секогаш желбите на родителите. А не беше и само негова желба, јас не е дека не чувствав задоволство, јас сакав и уште ја сакам музиката. Но има една работа што ја почувствував лично, што е можеби битна за гледачите, можеби и за вас. Чувствував дека не можам да го дадам тој максимум како виолинист. Почувствував дека можеби колку и да вежбам дека нема да бидам онаква каква што јас сакав, најдобрата, не велам најдобрата помеѓу другите останати најдобри, бидејќи споредбите не се секогаш со другите, туку со себе. И некако длабоко тлееше во мене и си реков зошто јас не се обидам сепак на факултетот за драмски уметности. И се обидов и исто приказната продолжувам на можда интересен начин, да не беше ни темпирано, да пак влезам ете случајно во една од најталентираните класи, ги имаше и уште и понатамо мојот професор Владимир Милчин, значи се запишав истата година, 89-та година, во професор на Владимир Милчин бев примена во класата за драмски актери на изненадување на моите родители. И ми беше многу тешко кога ја напуштив, дури не можев лично да се сретнам со својот професор, ја испратив мајка ми кам кажи дека јас заминав таму. Значи надвладеа таа желба. Сакав тој исто ме поздрави, рече кога и да е можам и да продолжам. Но секогаш ми остана виолината во себе, сум потоцна и учествував и свирев во некои театарски проекти, не такви, нели се ослободив и да импровизирам, затоа што во класичната музика вие тоа многу добро го знаете, многу тешко е да се опуштите, поготово во тоа време. Јас и секогаш сум научена да свирам по ноти, после малку се ослободив и да импровизирам, зашто виолината поинаку ја доживував. Но ми помага многу, ми е прва љубов. И ден денес се сретнувам со мојата генерација, која што е талентирана, која што извади исто доста добри виолинисти, меѓу кои е Сања Шуплевска, Пламенка Трајковска, виолинисти исто. Мојца Седеу ми е нели од ударачките инструменти, една исклучително талентирана генерација, го споменувам и Конески Аспарух, кој што предава во делот на виолина. А исто така, ми се позлати да бидам и во музичкото училиште во талентирана генерација, а и тука со мојата класа. Вие одигравте многу текстови, соработувавте со многу режисери, од дома, надвор, со домашните речиси, со сите, мислам, релевантни, Александар Поповски, Унковски, значи да не ги броиме бидејќи минутите на вистина не го дозволуваат тоа, ќе ве прашам дали некогаш имавте проблем со тоа што ја знаевте и режисерската страна, со тоа што имавте и свое мислење, па и последната представа, значи и самата сте режисерка, треба да соработувате со режисер, со кого ви одеше најтешко? Тоа не мора да е негативно искуство, тука и суетата, и егото, и пристапот, може би некогаш би се појавува подобро решение, вие би ја решиле представата на еден начин, не ви се допаѓа оној начин на режисерот. Паметите ли некакви такви замки, кочници, некои работи кои што требаше да ги... Па вие и тие теми ги во дуодрамата ги загатнавте. Треба да имате и хирови како уметница, како актерка и тоа е дозволено. Можете ли да се сетите на некое искуство и да споменете и позитивни и негативни? Па, од соработката со режисерите, јас сум заклучила, сум дошла до еден заклучок дека оние режисери кои што се занимавале со педагошка работа,
како актер задоволството и самодовербата кај мене лично биле огромни. Педагозите, значи еве кога ги спомнавте и Унковски и Владимир Милчин, па сум соработувала со покојни Влада Цветановски, да го споменеме, Александар Поповски, со кој што почнавме, иако он не е педагог, меѓутоа он изоде еден пат надвор и ја представи нашата генерација, оваа понова генерација, веќе не сме ни ние нова, но ние кога излегувавме до самостојувањето на нашата држава, кога го пробивавме тој лет, он практично изврши една своја мисија готка низ Балканот, соработката со актерите. Значи, никогаш не сум имала проблем. Може тие чувствувале, но јас не сум како актер. Сега не знам, сметам дека не сум била многу каприциозна, барем така сум се доживувала. Имам огромно разбирање за режисерите и токму заради тоа што влегов во режисерските води, дури почнав повеќе да ги разбирам режисерите. Како помлада сум мислела дека актерите понекогаш не сме разбрани, дали се совпаѓаат тие приказни. Да, они ги поставуваат задачите, имаат замислата. Понекогаш сум имала дилема дали можат да ја почувствуваат таа енергија, дали тоа е возможно актерот да го постави. Напротив, кај мене се појави дури поголема емпатија и за режисерите и за актерите. Актерите ги сакам многу. Актерите ми се слабост, може би затоа што израсна во актерско семејство, не можам ја и поинаку не сум ни живеела. Значи, самиот актерски темперамент, како и да се наречи или да биде опишан од другите луѓе од страна, кога ги наблюдуваат актерите, за мене тоа е вообичаен, нормален, без никакви его трипови, ако некој ги нарекуваат, бидејќи тоа е еден вид професионална деформација. Не сум имала проблем, мислам. Може би јас сум и таков тип, може би тоа има врска со мојот карактер, може би не можеле лично да ми кажат како се справувале. Не сме доаѓале во некои експлозивни, директни конфликти. Може би сме биле во некоја подсвесно, во некоја ладна војна. Но не, од секогаш сум се трудела, еве и сега со Марија Нечак, иако знам дека тој не е режисер, ја толку се воодушевувам од идеите, не само еве и од него како композитор, затоа што они поинаку гледаат и мене ме фасцинира тоа. Не значи, ако сте вие режисер, имате диплома, дека ја имате го имате тоа гениално решение за да направите представа. Нема рецепт за представа. Може би ме гледаат сега и многу режисери и е сигурно знаат дека нема ни еве и режисерска школа. Ништо не значи ако завршите. Тоа не значи дека ќе ви успеат сите представи, не значи дека ќе ви успее една представа. Тоа исто и со актерите, изведбите се секогаш различни. Тоа беше за соработката со режисерите. Исто ме интересира и за синергијата со актерите. Еве еден Никола Ристановски со снимен глас колку беше присутен на сцената и колку беше сугестивен и колку требаше да му опонирате и да му парирате во дуодрамата. Како оди таа врска? Колку вам ви треба лична подготовка? Како се насочувате и се подготвувате да застанете покрај еден актер, силна индивидуа, помалку познат? Дали се раководите, прво правите некаква психоанализа на себе си во однос на другиот, на самиот актер? Колку тоа ве заморува или ви дава подлога да се чувствувате секогаш сигурна во она што го реализирате? Па филмот и театарот се комплетно различни. Без разлика со кој партнер сте таму или овде на сцената во театарот. Знаете како, за филмот, да, има улоги, иако
posrećna bi bila koga bi se snimale i poveke filmovi, koga bi imale šansi poveke i drugi kolegi, pa duri i jas, da snimate filmovi, da bi da to značajni ulogi, da se ima jedan vid na kontinuitet. No to je to, okolnosite se takvi, produkcijata je takva, mislim дека театарската, иако продолжуваат, многу е подобрена, има и независни продукции, има и млади автори филмски. За филм треба да ви се погоди улогата, нели? Во театар можете да правите трансформација. Во филмот не секогаш, мислам, се прави исто, но сепак филмскиот режисер, тие поинаку, филмските режисери поинаку ги прават кастинзите, постојат и поинакви правила. To je jedno, a v odnos na partnerite, знаете како, тој флуид не значи, нема никаква посебна анализа на самата личност кој што ви е партнер. Професионалците и во филмот и во театарот се такви да си ја одработуваат својата работа. Еве пример пак да се навратиме на само глас и со соработката со Никола Ристановски, кој што го споменавте како партнер. Тоа е аудио, нели, да се доживее. Значи, најпрво да кажам дека Никола има исклучително, еве пак ќе се повторам, музички предиспозиции. Он има неверојатен музички слух, кој што не сите колеги го имаат и не сите актери го имаат во театар и не мора да го имаат. Значи, он има, може би, и драго ми што публиката го виде тоа, јас тоа го знам лично, бидејќи го знам од класа и затоа тој толку сувестибилно и толку го даде тој лик така. Иако ние немавме средби, ова беше на многу специфичен начин изработена оваа представа. Замислата режисерска на Марија Нечак беше ние никогаш и да не се видиме, аудио да го доживеа. Таков му беше принципот и затоа беше така верно, таква и приказната вие како што ја гледавте, деки самиот лик во представата е дека они не се гледаат, туку само аудио. И мислам дека беше полн погодок. Тоа е тоа, дај Боже да има соработки, да има нови експерименти и во театарот, еве како што видовте се пробиваат некои нови форми, што не се нови, само можат и ми е драго кога можат да се продукциски, благодарение на Македонскиот народен театар, бара и продукциска подготовка и тоа да се обезбеди, ако знаеме дека средствата, нели, особено и во овие пандемски услови, беа и се уште се на некој начин редуцирани, но сепак со поддршката, еве да споменеме Министерството за култура и се надеваме и во иднина, ќе можат и на полето на филмот, и на полето на театарот, културата да може да функционира, општествата да бидат не само тука и надворот земјата посвесни дека без културата сепак не се може, иако да не ги подценуваме и другите гранки во било која професија, но барем достоинствено да се посветиме и да ја почитуваме оваа професија, бидејќи оваа професија има хумана дејност и сепак помага во општеството, а не некој луксус или некое зло, иако уметноста бара и луксус. Наеме, средствата се еден вид. Вие тоа одлично го знаете и за музичката уметност, инструменталисти и така натаму, но би се расплинала сега. Убаво е тоа што ме подсетивте на зборовите на композиторот Живо Инглишич, кој беше гостин во оваа емисија и кој што рече културата е скапа, меѓутоа не културата е уште поскапа. И убаво што со овие зборови не внесовте во завршницата на разговорот, што ги кажавте многу важни работи и во сето тоа видов и надеж, односно пративте порака дека културата колку и да изгледа дека е непотребна, дека нешто друго е поважно во моментот, таа
може скапо да не чини доколку се случи еден дисконтинуитет. Звезда, споменавте, станавте во меѓувреме и мајка, мене секогаш ме фасцинираат, нема да ми забележат луѓето, јас не сум никаква членка на некое феминистичко движење, меѓутоа е самото тоа што да се издржи една таква представа како последната и да се биде мајка и да се работа толку постојано, да сте во некаква едукативна мисија, односно да се надградувате, е многу тешко. Сакаме да признаеме или не, такви важни улоги животни многу тешко се синхронизираат. Вам тоа ви успева и навистина се радувам и оваа прилика користам да ви честитам на последното остварување. Нека ви се нижат вакви проекти, да не чекаме да ни дојде секогаш Маријан Нечак, па да ги видиме сите капацитети и на Звездана Ангеловска и на Никола Ристановски, кои што навистина ме воодушеви. Јас го немав слушнато со толку многу минути пејачки, и тоа беше многу сугестивно, голем впечаток остави. Гледаме дека дури и снимен глас може да биде толку присутен и толку реален во една театарска сцена. Не ги исцрпивме сите теми за разговорот, сигурна сум, но тоа ни остава простор да разговараме и натаму после следната остварена улога. Јас само ќе ви кажам дека ви следува подарок од Арс Ламина. Вие ќе појдете во некој од книжарниците на литература.мк и ќе си одберете некое четиво по ваша мерка, а изборот е навистина голем. Ви благодарам за овој разговор. Благодарам на поканата, благодарам на подароците. Ми беше и мене пријатно вака еден подолг разговор. Поздрав, ви посакувам се најубаво и да имате убави поводи да поканувате гости, творци кои што сепак даваат придонес заедно со вас во ова време, да си посакаме здравие сите, помирен живот и поубави времиња кои што се надевам дека ги заслужуваме сите. Благодарност уште еднаш. Thank you.